Почитувани, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на една од вашите омилени политички емисии и магазини на Алфа за или против. Вечерва сум јас, ваш домаќин Искра Коровешовска, и ви благодарам што сте тука каде што сте. Вечерва ќе имаме можеби малку постручна дебата, односно интервју во студиово. Верувам интересна и многу важна за сите нас, бидејќи де факто секојдневно добиваме потврди лични при користењето особено на интернет мрежите, социјалните мрежи, на проблеми со кои се соочуваме, незаштитеност на нашите податоци и напади разни кои на долг рок, доколку не се регулираат правно како законска регулатива, на терен нема да може ниту да се санираат, односно да се санкционираат. Но секако сме политичка емисија, па не би биле за или против доколку не почнеме со дневно политички актуелности. Но најпрво ви должам представување на мојот вечерашен гостин. Со мене во студиото е министерот за дигитална трансформација, господинот Стефан Андоновски. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата и поздрав за вашите гледачи. Министре, насловот на емисијата е кога, како точна временска рамка Македонија целосно ќе биде дигитализирана, но ова прашање ќе го оставам за малку подолу. Она што е денеска актуелно е не дека не сме навикнати и не дека не сме сведочеле на ваков тип на реторика и настап на опозицијата изминатиот период, меѓутоа денеска е една од главните теми, би рекла, дневно политички. Откако три пати како од ѓавол се оградија практично од Дуи и од Ахмети, СДСМ денеска излегуваат со една порака дека вратите за соработка на локалните избори се отворени за сите, па дури за нивните бивши, односно поранешни партнери, кои секако важат за една од најкорумпираните партии. Тоа го гледаме преку разните процеси кои се отворени против високи функционери поранешни на Дуи и така натаму. Како мислите или што мислите што ќе донесе евентуалната ваква соработка на престојните локални избори? Ако треба да искористам еден збор за да опишам што ќе се случи на една ваква потенцијална коалиција, тоа е дека ќе се случи дебакл на следните избори. И не го кажам ова претенциозно или од позиција на власт моментална или на политичка мнозинство во собранието, туку од позиција на факти и аргументи кои што може секој да ги анализира. И истото го зборувавме и пред изборите 2024-та, кога што тие најавува победа на таа голема коалиција тогашна. И им се случи тоа што се случи, не очекувам ниту глас повеќе да освојат на овие избори, напротив, очекувам послаб резултат. И тоа е заради една едноставна причина. Во политичката опозиција во моментот кај СДСМ се истите луѓе кои што ги аменуваа сите кривични дела кои што веќе се докажуваат во постапка пред основните судови и од обвинителството, а тоа се и случаите со лотарија, и случаите со набавката на нафтени деривати, и случаите на апсења во сите градови низ Македонија, Јованка Тренчевска, Славјанка Петровска, Венко Филипче, Оливер Спасовски, не треба да забораваме дека беа оние кои што ги аминуваа овие криминали на седници на влада. Ова се луѓе кои што седеле на иста маса со тие кои што сега ги нарекуваат дека биле криминалци, требало да се расчисти со нив, а сепак им ја отвараат вратата за коалиција на следните избори. Ова однесување беше потврдено и кога првиот бегалец од правдата Артан Груби го направи тоа што го направи, немавте никаква осуда од страна на СДСМ. Напротив, тивко, мирно се чекаше шанса за сега да искористат прилика можеби да коалицираат на следните локални избори. Но тоа е за очекување. СДСМ не е реформирана партија. Кај СДСМ нема нови луѓе, кај СДСМ нема нова енергија, нема нова теза, нема предлог на нова политика. Тоа е критизерство комбинирано со аминување на криминалот и обид, како и порано, да граѓаните заборават дека СДСМ некогаш била на власт и дека некогаш Дуи доминирала во таа власт на СДСМ. Да, имено тоа е една од хронолошките работи кои не треба да се заборават и кои вредат да бидат споменувани баш заради тоа што обидот нивен сегашен е во правец на создавање на некаква нестабилност во државата и терен за да се вратат на политичката сцена како власт. Во оваа насока, актуелно деновиве беше средбите на таравари со премиерот, со Христијан Мицкоски и
Интересно, забележливо беше таа една мека, да речам, ајде риторика после тие средби од страна на претседателот на владата. Имено многумина во јавноста очекуваа дека Таравари ќе биде брутално исклучен заради одредени позиции кои ги кажа изминатиот период, особено во насока на евентуална соработка со Ахмети во одредени градови во престојните локални избори. Зошто е одлуката на еве првиот човек на владата да сепак биде помек тонот во однос на Таравари? Има разни нели толкувања во јавноста. Едното е дека го оставате практично како влада, како мнозински дел од владата, Таравари самиот да изгори одејќи по ваква патека. Втората е дека сепак Мицкоски, односно владата, сака да остави простор за една безбедна, стабилна, би рекла, коалиција во пресрет на локалните избори. Два аспекти се исклучително важни. Првиот аспект е дека ние во ниедно наше однесување од кога е претседателот Мицкоски претседател на ВМРО ДПМН, а потоа и на владата, не се водиме од гласни зборови и недостаток на дела. Ние не сме политичари од кафеана, ние сме политичари кои што учеле, се образувале и сакаат да допринесат за Македонија, и тоа го правиме со дела, со работа. И тоа е начинот кој што ќе го правиме и понатаму. И од тука активноста на премиерот е во насока на аргументирано и со факти позиционирање на политичарот Арбен Таравари, не на министерот, кој што треба да си го избере патот наредниот период. И тоа нема да го правиме гласно. Ниту исклучувањето на Таравари кој што би можело да се случува наредниот период нема да биде гласно, нема да биде на фанфари. Туку ќе биде начин кој што стратешки ќе определи владата дека ние продолжуваме да работиме со несмален интензитет понатаму. Вториот аспект е личниот или политичкиот аспект на Арбен Таравари, кој забележувам дека се лути на погрешна врата. Тој се лути на своите поранешни коалициони партнери од сега веќе политичката партија Влен за немањето испорака. Заборавајќи дека 9 месеци тој е задолжен за испораката во еден огромен и многу сериозен сектор, секторот здравство. Ако имаше брилјантни резултати, на Државниот завод за ревизија, имено тоа е за други години. Ако имаше брилјантни резултати, јас не можам да кажам дека има лоши резултати, но ако имаше брилјантни резултати, тогаш тој ќе требаше да биде задоволен, но и од својот перформанс. Кога зборува за перформансот на помалиот коалиционен партнер во владата, предпоставувам дека смета и на себе, но и на замениците министри, директориите, кои што се предложени од неговата политичка струја во Алијанса за албанците. Од тука имам дилема на која врата треба да тропне Таравари, во смисла дека тој во ниеден момент не е незадоволен од премиерот или од мнозинството во влада, туку од коалицијата. Така што тука мислам дека лавираат неговите ставови. Јас следев изминатиот период и други дебати, каде што јасно беше дадено до знање дека оваа групација околу Таравари е групација која од првиот ден му има затворена вратата на ДУИ. Практично е создадена како антипод на ДУИ и наследник на Демократската партија на албанците од она време, од 90-тите. Така што не очекувам ни дека структурата зад Таравари ќе остане целовита и повеќе би очекувал дека и кај нив ќе се случи расслојување, затоа што тоа не се луѓе кои што градат политичка кариера заедно со ДУИ, туку секогаш како противтежа на ДУИ. Историски за прв пат ја имаме шансата да покажеме на ДУИ дека останува во опозиција, дека ДУИ не е фактор повеќе на политичката сцена во Македонија. И таа шанса треба да се искористи на овие локални избори, едноставно се затвори конечно вратата за едно вакво нереформирано ДУИ со истите кадри. Координатор на пратеничка група на ДУИ беше 10 години градоначалник, неколку години министер за правда во едни претходни влади. Дел од таа структура во собранието се исто така сите поранешни министри, активни членови на ДУИ. Претседател на ДУИ е истиот Али Ахмети кој што дозволи да се случуваат лотарија, соравија и така натаму, дури дел и во неговата фамилија. Така што да им подадете рака сега во време кога јасно се гледа крајот на Демократската унија за интеграција, мислам дека е еден погрешен чекор за кој што секако треба да одговара Таравари не пред нас, туку пред своите гласачи и луѓето кои што го направија претседател. Кажавте еден многу клучен збор, а тоа е нереформираната ДУИ, не е ова политички реваншизам од страна на ВМРО ДПМН, односно актуелната влада кон нив, туку факт е дека е прекраток периодот, дека криминалите се сериозни кои ги имаат направено точно овие исти луѓе кои сега брзаат да си се вратат во власта, односно мислат дека ќе успеат во тоа, во ваква формација. Си треба време да се реформираат и да покажат дека време и одлука, би рекол и одлука, затоа што вие да го браните Крешник Бектеши.
толку години министер за економија со никакви резултати, во исто време обвинет за едно такво сериозно кривично дело кој што потекна од трагедијата кој што се случи во Кочани, но истовремено за кој што постојат илјадници сомнежи за несовесно постапување во службата во Министерство за економија, поврзано со концесии, со ископ на минерални суровини и така натаму, а вие да кажувате дека ќе излезете од собрание, ќе бойкотирате избори заради Крешник Бекреши, покажува кој е вашиот став во општеството и во ниеден момент не се откажа ниту од Соравија трговскиот центар, ниту од Артан Груби, ниту од останатите, така што мислам дека не е реформирано дуи не само заради времето, туку и заради тоа што тие се истите луѓе кои што ги носеат тие политики, криминогени политики во Македонија сите овие изминати години. Пред околу 9 дена, одиме сега на една друга тема, се случи Конгресот на Европската народна партија, од прилика 29 април чинам беше, во Валенсија во Шпанија, каде што имаше и своје обраќање председателот на владата, односно јасно е и факт дека е високо позиционирана ВМРО ДПМН во рамки на тоа сестринство партиско во ИПП или Европската народна партија, и тоа е неспорно. Овој настан помина, би рекла, без некое посериозно инсистирање од страна на медиумите да ни објасните, односно да ја објасните преку нас на јавноста, што практично тоа значи за Македонија. Што значи присуството, обраќањето на Мицкоски, што тоа ни носи нам како граѓани, како држава. ИПП сепак е најголемата партија во рамки на Европскиот парламент и најбројната во рамки на меѓуевропските партии. Значи, несомнено е дека силата во моментот која доаѓа од Брисел е наклонета кон нас. Меѓутоа, пак од друга страна ги гледаме оние пораки, например од еврокомесарката за проширување Марта Косе, тоа друго прашање. Првенствено прашањето ми беше што ни носат како држава ваквите посети. Еве што значеше пред се за ВМРО ДПМН, потоа што значи за Македонија. Пример колку се важни овие посети и дека не се безцелни, всушност представува еден претходен конгрес на ИПП, а тоа е конгресот во Букурешт минатата година исто ова време. На тој конгрес како кандидат за председател на Македонија во тој момент беше председателката сега Гордана Силјановска Давкова и премиерот Христијан Мицкоски, и утрината пред да се враќаме за Скопје имавме еден подолг дводелен состанок со Вадефул, тогашен пратеник од германскиот Бундестаг, кој што помина под радарот. Скоро никој можеби нема да се сети. Сега истиот тој Јохан Вадефул е избран за министер за надворешни работи на Германија во новата германска влада. Исклучителен пријател на Македонија. Ако граѓаните или медиумите се вратат на пораките што тој ги испрати после тој состанок во Букурешт, ќе видат со каков пиетет зборуваше за Македонија, за ВМРО ДПМН и за македонските евроинтеграции, но и лично и за премиерот и за председателката. Таков вид на пријателство ВМРО ДПМН гради со години. И резултатите некогаш еве, ќе помине една година, никој можеби нема да се сети, но овие пријатели на Македонија ќе се појават и секогаш заземаат клучни позиции во Европа. Ние имавме неколку важни средби во Валенсија. Например, имавме состанок со новата министерка за Европа од Шведска. Наша сестринска партија и Шведска е најголем билатерален поддржувач, донатор на Македонија од страна на Европската унија, што значи десетици, стотици илјади евра се слеваат во проекти од страна на шведската влада и во наредниот период бевме осигурени дека ќе продолжат тоа да го прават, да не поддржуваат, но исто така и лобираме за клучното наше прашање за откочување на евроинтеграциите. На состанокот бевме министерот за надворешни работи Муцунски и јас. Премиерот имаше неколку средби за кои што беше запозната јавноста, но содржината на средбите значи не само поддршка кон ВМРО ДПМН, туку силна поддршка за реформите кои што ги прави оваа влада, кои што не остануваат незабележани. И тука се и премиерите, министрите од регионот, но и секако австрискиот канцелар и дел од раководството на Европската народна партија со кој што имаме одлични состаноци и одлични средби. И трет елемент кој што исто така дали немавме доволно внимание да го промовираме, ВМРО ДПМН е една од 5 партии која што ја предложи резолуцијата на Европската народна партија за спречување на одливот на мозоци и справување со проблемите на демографијата. Знаеме дека ова е една болна точка на Европската унија, секако болна точка и на Македонија. И ние сметавме дека е многу важно ВМРО ДПМН да биде дел од таа структура заедно со Австриската народна партија, ЦДУ и останатите партии кои што
5 од нас ја промовираа оваа резолуција вториот ден од Конгресот и таа резолуција помина со огромно мнозинство и Европската унија сега Европската народна партија во рамки на Европската унија си дава задача, една од 10 клучни резолуции беше ова, си дава задача дека ќе се бори, ќе креира политики за справување со демографските проблеми, со старењето на населението, исселувањето, наталитетот и така натаму. А членот на извршниот комитет Владимир Ѓорчев беше дел од таа панел дискусија во подготовка на таа резолуција како страничен настан на на Конгресот на ИПП. Сакам да кажам дека сме проактивни и процесите не секогаш се гледаат првиот ден кога ќе настапите, но ВМРО-ДПМН секогаш имала искрени пријатели пред кои што ние не лажеме. Ги кажуваме состојбите онакви какви што се, бараме поддршка за нашите ставови, ги аргументираме истите, а потоа очекуваме да заедно седнеме на маса и дискутираме. Мислам дека се движиме во позитивна насока и допрва ќе гледаме резултати на овој пат, иако постои евроскептицизам и кај нас, и кај Европската унија, едно чувство на замореност кај определени држави кои што не се такви поддржувачи на европроширувањето какви што биле во минатото и се обидуваме со аргументи и факти да го докажеме спротивното дека овие држави утре да станат членка на Европската унија, ниту една сите заедно да станеме членки со ниту една реформа реализирана, ЕУ нема да почувствува никаква тежина од пристапувањето на нашите држави кон Европската унија. Да, но тогаш можеби ќе ни се случи контра ова со резолуцијата, па ќе ни се изгледаат младите, бидејќи де факто тоа можеби е декларативно и прифатливо за Европската унија која што се заложила дека ќе постапува според таа резолуција, една од најважните 10 како што велите. Меѓутоа факт е и дека мигрантската криза која нив им донесе секаков тип на профили, практично име сега и сигнал дека сепак луѓето од Балканот имаат еден поинаков квалитет и како ментален склоп и како интелектуалци и така натаму, па нема да им штети и нема да се буна доколку нашите луѓе таму се изливаат, но тоа е друга тема за која што веројатно ќе ни треба цела една емисија и факт е дека кредибилитетот на владачката ВМРО-ДПМН е преку ваков тип на резолуции е уште еднаш само потврдена. Ова се многу важни работи кои би требало светот да го засегаат во периодот што следи, бидејќи демографијата ќе биде една од клучните предизвици со кои ќе треба да се занимаваат. Одиме сега конечно во делот во ресорот кој што го водите, за кој можам можеби недоволно сум информирана, меѓутоа многу малку допира до јавноста она што го правите како министер за дигитална трансформација, односно оние промени кои ги прави министерството како нова гранка во извршната власт од по доаѓањето, односно по изборите. Ајде да видиме веднаш прво со вадењето на она што највеќе не засега како граѓани со кое што секојдневно се соочуваме. Вадењето, например, барањата електронски за добивање извод од матичната книга на родените. Тоа е нешто кое што се направи уште веднаш првите недели месеци кога дојдовте на власт. Меѓутоа има се уште проблеми. Значи, има проблем со грешки повторно во изводите, има проблем со фактот што тие изводи кои по електронски пат се добиваат не ги признаваат одредени банки или не знам друг тип на институции кои ги сервисираат граѓаните. Што е работата? Што се случува? Зошто е вака? Кога ќе се спомне зборот дигитализација, на многу можеби ми е нејасен што е тоа што се случува, зошто, што значи. Често кажувам, дигитализацијата не смее да биде проект сам по себе. Не смееме да бидеме министерство кое што си живее во својот свет, во својот меур и не се чувствува одговорно кон останатите институции или пак кон граѓаните. Наједноставно кажам што значи дигитализацијата. Значи дека нема да треба вработен да зема денови од одмор или боледување за да добие извод од матична книга на родени. Да чека во ред, да оди од шалтер на шалтер, да го препраќаат, за да не може да се заврши работата. Значи дека во 5 минути кафе пауза додека сте на работа, ќе можете да си добиете извод, да го добиете на вашата мејл адреса и на порталот и да можете истиот доколку ви е потребно да го испечатите. Истовремено за компаниите ќе значи дека за обични потврди не треба да плаќате мито. Нешто што беше редовна пракса претходно од почастување кафе па се до 500-600 илјада денари за најобични потврди кои што државата по автоматизам треба да ги издава. И тука направивме голем скок затоа што клучните услуги за граѓаните се веќе достапни на порталот.
изводот од матична книга на родени, уверението за државјанство од МВР и 3 потврди од суд кои што значат потврда за неосудуваност, казнена, кривична евиденција и дека не е изречена забрана за вршење дејност должност. Дополнително на тоа потврдата за сопственост на моторно возило е исто така достапна електронски, едно од најкористените од МВР, и изводот од катастар кој што потврдува имотен лист кој што потврдува имот на недвижност. Со овој пакет на услуги, десетина од нив, кои што се достапни на порталот услуги Gov.mk, ние го затвораме пакетот на најкористени животни услуги, кои што секој од нас како граѓани, независно со што се занимава, дали сакате да аплицирате за училиште, за работа, за субвенции, овој пакет од 10 услуги сигурно ќе ви е потребен. Сите останати се специфицирани за определени сектори. Сега се соочуваме со проблеми, со предизвици, секако дека е така, ги очекувавме и јас им се радувам на овие предизвици, затоа што подобро е да се справуваме со грешка во електронскиот извод, отколку да немаме електронски извод. Или дали одредена банка признава или не признава, а претходно до 1 јануари 25-та воопшто ниту еден испечатен документ од порталот не ви беше прифатен никаде. Значи тоа е сега променето? Од 1 јануари јас гостував, ми се чини тука 4-5 јануари и баш во оваа емисија го најавив, со измени на законот, секој електронски документ кој што ќе го добиете електронски, како што е изводот на вашата мејл адреса, ќе го испечатите, веќе ви е 100% валиден. Исто како традиционалните документи со оној познат син печат. Добро. Само треба документот да има една коцка долу QR код, кој што ќе потврди дека навистина тој документ е издаден од таа институција, подпишан на овластено лице во дадено време. Овој QR код е ист како на фискалните сметки, луѓето ги познаваат ова што го собираат. Велите ќе треба да има, нема? Секој документ кој што е издаден од порталот услуги Gov.mk има ваков QR код. Кажувам дека треба да има затоа што има и институции кои што имаат своји портали. И кај нив некај секоја од тие институции можам да потврдам дека имаат QR кодови, но сите оние со кои што ние соработуваме, катастар, МВР, управа за водење матични книги, сите тие имаат и се целосно правно валидни. Но еве може да се појави некоја општина, нека потврда да издаде која што нема ваков QR код за проверка, тој документ не би бил валиден. До сега морам да кажам дека кај нас нема жалби и поплаки во врска со непризнавање на документите. Имаше првиот месец, таму втора половина на јануари, определени банки и некои нотари, но испративме дописи до сите банки, до сите стопански комори, до нотарската комора, до комората на извршители, адвокатската комора, и мислам дека со трудот кој што го прават сега и судовите, затоа да си ја намалат својата обврска, ги препраќаат практично граѓани ги препраќаат на граѓаните. Тоа е во ред, тоа е дел од процесот. Тоа е добро и ги мотивира луѓето да реагираат. Што ќе правиме е да најавам нешто ново за наредниот период. Освен што ги отвараме центрите за услуги во повеќе градови, ќе продолжиме со таа пракса, ветив 10 нови центри оваа година. Мислам дека ќе успееме бројката, дури негде ќе надминеме. Во напредна фаза сме за размислување за терминали за услуги. Добро. Тоа беше едно наше ветување од програмата за изборите, каде што нема да има човек. Туку вие на еден буквално таблет од 2 метри квадратни кој што зафаќа простор, на најфреквентни локации во градовите, ќе можете сами да си изберете документ, да си платите и да ви биде испечатен на лице место, без учество на човек, затоа што сакаме на овој начин да ги погодиме невралгичните точки каде што имаме најмногу фреквенција на луѓе. Тоа се во Скопје, да речеме, судовите или зградата на македонската телевизија, во другите градови тоа би биле, да речеме, општините или домовите на култура, но ќе таргетираме онаму каде што немаме центар за услуги, за не трошиме дополнителни средства за ангажирање на луѓе, на отварање на канцеларии, ќе имаме за најкористените 10-15 услуги за граѓаните достапност на овие терминали за услуги, нешто што го ветивме и 25-та ќе биде година на реализација на овој проект. Да, ова е нешто што многу добро звучи и временската рамка е прилично брзо и очекуваме повторно ќе ви имаме тука доколку не ја испорачате во тековната 2025-та. И сега дел од јавноста ќе рече, уште вакви табли да ни постават, па таман децава да ги спокршат, односно таблети, како што рековте, апарати, терминали. И не сме ние луѓе кои можат да се носат со такви дигитални, современи, софистицирани уреди. Се согласувам деломно, затоа што се покажа дека определени лица би сакале да уништат јавен имот, се случува со клупи, со столчиња и така натаму. Но во исто време имаме и начин на контрола и мислам дека
со тек на времето нашите граѓани започнуваат да ги прифаќаат овие трендови. Јас се сеќавам на беше и шега по социјалните медиуми што им правеа на овие тротинети за изнајмување првите месец и пол дена, но потоа мислам дека луѓето некако свикнаа да ги употребуваат и сега се на користена алатка во градовите. Така што мислам дека овие терминали за услуги кои што морам да бидам искрен во многу државите од светот се направени пред 10-13 години. Дури и малку доцнеме со овие проекти, но сакам да стигнеме до секој граѓанин, затоа што не верувам во дигитализација која што исклучува граѓани. Напротив, целта ми е да се доближиме до секој човек, дури и до оние кои што не знаат да користат алатки. За нив ни се центрите за услуги. Тука ви требаат за нив ни се канцелариите за услуги. А оние кои што знаат, не сакаат да чекаат во ред, не им е близко канцеларијата, да можат работата да се завршат најбрзо што е можно. Секако отварањето канцеларија значи доближување до граѓаните, но и поедноставување на процесите. Сакам да бидат процесите што поедноставни за секој човек и мислам дека овој процес ќе ни успее. Ќе биде тешко, да, можеби од 10 терминали, можеби 2 ќе ги фрлиме, ќе бидат уништени, но со обновување на опремата, со надзор, видео надзор, контрола, можеби и по некоја казна, ќе успееме да стасаме до тоа да ги користат луѓето на кои што им се потребни. Во насока на битката со криминалот и корупцијата, нешто што беше и практично го гледаме за сега, дека е едно од ветувањата кои ги дававте како за време на кампањата и сега се реализира. Од она што го засега вашиот сектор е една, би рекла, многу болна состојба во нашето општество, имено со измените, односно со носењето на Законот за електронски комуникации, некаде во март помина на средината, потоа најавивте дека следна недела ќе биде објавен во службен весник и потоа ќе започнете со дефинирање или креирање на методологија, за да не изгрешам, со која ќе се забранат над 160 страници за нелегално коцкање. Вие тогаш ми овтајава настап и рековте дека на тој начин практично меѓу другото ќе се спречи одливање на приватните буџети на нашите граѓани. Дали веќе имате методологија и почнавте со затварање на овие нелегални страници? Па еве уште една новина, ќе искористам вашата емисија да споделам со граѓаните. Вчера го подпишав првиот налог за забрана на 53 нелегални приредувачи на игри на среќа. Ова е ексклузивно, значи. Ексклузивно за вашава емисија, затоа што ја следите работата и еве сакав да споделам со вас, затоа што и вашите гледачи сигурно ги интересира. Со ова забрануваме 53 портали кои што нелегално приредувале игри на среќа во Македонија, на територијата на Македонија и на кои што се закачени македонски играчи на игри на среќа. Знаеме затоа што се закачуваат од македонски адреси, што значи точно знаеме дека тие ги трошат своите средства на овие нелегални приредувачи. Можам да кажам дека овие 53 се најактивните, што значи дека имаат најголем број на играчи и најмногу средства се трошат токму на овие 53 портали. Налогот го испративме вчера до Агенцијата за електронски комуникации, која што во најбрз можен рок, а најдоцна 7 дена, треба да го препрати до телеком операторите, кои што се во Македонија, а тие веднаш да постапат и да ги забранат овие адреси. Станува збор за странски портали, практично Ова странски? се интересно прашање. Дел се легитимни странски приредувачи на игри на среќа кои што имаат лиценца во други држави. Добре. Што значи дека не би смееле да приредуваат игри на среќа во Македонија, но смеат да приредуваат во Гибралтар, во Малта и така натаму. Таму обично се регистрираат, тоа затоа што не плаќаат толку даноци таму. Тоа се дел легитимни приредувачи на игра на среќа. Тука го штитиме буџетот на државата, а граѓаните кои што биле закачени може да гарантираат дека не им се украдени податоците. Но втората група се приредувачи на игри на среќа кои што потекнуваат од Македонија, но веб страниците се регистрирани на некои други домени. Не се регистрирани .mk, тука се регистрирани .net, .com и така натаму. Знаеме дека се од Македонија и тука веќе има опасност затоа што тука може да се крадат страници. Тие често може да бидат и бројка, на пример bet 1 2 3 4. Не постои таква ни компанија, ни фирма, дури некои се и само по бројка, 9292, например, .com. Не знаеме воопшто кај одат средствата на граѓаните. Не знаеме кај одат нивните лични податоци кои што тие ги ставаат на тие портали. И заради тоа беше обврската
прво да ги таргетираме најкористените. Веднаш наредниот период, чим помина оваа прва забрана, подготвуваме втор налог и мислам дека во рокот месец и пол ќе стигнеме до бројката стартни 160, но имам најава од лотарија дека бројката ќе се зголемува. Како ќе се откриваат страниците, така и ние ќе може ги ли забрануваме. да настапите со некакви поригорозни санкции? Дали воопшто може да се допре до известни сопственици кои стојат зад овие портали? Можна ли е санкција на истите? Тоа е суштинскиот проблем. Ние се обидовме на 3 најкористени, кои што се, морам да кажам, легитимни, светски приредувачи на игри на среќа, и ми спратевме опомени пред тужба со целото досие што погрешиле и зошто немаат лиценца во Македонија, дека тоа е казниво по нашиот закон и за игри на среќа и по законот за електронски комуникации. Ниту една од нив не се одзва на одговорот на тужба и водењето на постапка против нив е можно за државата, но опасност е дека никогаш нема да се заврши тој процес, а државата ќе потроши средства за водење на постапката. Што се однесува за домашните, подготвуваме еден план за поднесување на кривични пријави за оние кои што ќе ги пронајдеме. Тука е опасноста затоа што тие не регистрираат домени во Македонија. Сите што регистрираат домен во Македонија, ние веќе ги забранивме. Тие беа 3 или 4, тие стартно беа забранети уште пред да се донесе законот. Имавме таква можност со Марнет, тоа веднаш го направивме. Но ако успееме да најдеме кое лице стои зад определена веб страница, сигурно ќе удриме и на нив. Имаме еден план како тоа да го направиме, има сега нови можности кои што ни ги нуди технологијата и мислам дека ќе стигнеме и до дел од тие имиња. Не ветувам, овде не можам да се обврзам, но било кој што ќе биде пронајден од нас, од МВР или од некој друг чинител, сега ќе биде процесиран. Да не откриваме повеќе од стратегијата, па да не им отвориме очи на тие луѓе како и да е. Тука не можеме да не ве прашам што е со физичките коцкарници или кладилници. Ги гледаме на секој чекор. Буквално спроти мојата улица има неколку на една иста улица и тоа е многу блиску до училиште, каде што знаеме дека децава, тинеџерите, адолесцентите како порано да созреваат и порано стануваат мета на разноразни порочни состојби и слично, и во насока на тоа еве како овој проблем со физичките коцкарници би имате идеја, план, намера да го решавате во иднина? Ова е во прецизна надлежност на Министерството за финансии и јас нема да навлезам во политички коментар како треба или не треба да се постапи. Ќе кажам моje лично мислење, а тоа е дека преприсутно е коцкањето во македонското општество и рекламирањето на овие казина, спортски обложувалници така натаму. И ќе си дозволам еве уште еден коментар. Мислам дека најголемиот проблем се видеолотариските терминали. Затоа што еве јас растев во време кога се либерализираше пазарот на игрите на среќа и за прв пат започна да функционираат овие спортски обложувалници, но исклучиво на спортско обложување. И таму претежно беа спортски ентузијасти, спортисти, луѓе кои што следат спорт за забава. И тоа го правеа со 10-20 денари некоја уплата, нешто што ние како деца ни беше интересно, уплаќавме бинго или лото за нашите родители. Но мислам дека работите радикално се променја кога се воведоа видеолотариските терминали и во обложувалниците. Често велам следно можеби ќе бидат во аптеки да ги постават. За жал. На исто место да можете да купите и лек за смирување кога ќе изгубите парични средства. И мислам дека тоа треба да не загрижи. И второ, рекламирањето. Дали ќе дозволиме и понатаму да тие се со толку големи блескави реклами, да се рекламираат пред граѓаните, особено пред младите, и да прават загадочни реклами и така натаму. Поздравувам ангажманот и на Министерството за спорт и на неколку врвни спортисти што се повлекоа од рекламирањето. И мислам дека треба да размислуваме во оваа насока. Свесен сум дека оваа индустрија вработува голем број наши сограѓани. И сметам дека нивните места, работни места не треба да бидат под ризик. Но преголемата експанзија троши и средства и здравје на сите останати граѓани. И затоа треба да се биде внимателен, но мислам дека оваа експанзија треба да се запре. Правиме многу куса пауза за реклама. Министре, се враќаме за кратко во студиото, бидете тука. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски одговара на прашањата кои ве засегаат. Добро дојдовте назад. Пред рекламите уште еднаш потсетив за оние кои сега се вклучуваат, односно пред малку се вклучиле. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски вечерва е дел од За или против.
Министре, една од темите која е прилично актуелна е законот за медиуми. Зошто, бидејќи Македонија генерално е глобално е тоа предизвик, еве да не го крстам проблем, е светска дебата и така натаму онлайн медиумите, човек медиум кој нема никаков импресум, не стои како правно лице кој има давачки одредени како што ги имаат традиционалните медиуми, нели телевизиите и печатот, а при тоа е сериозна нелојална конкуренција. Значи, тој дел правно сега се решава или брише, односно со измените на законот за медиуми практично се вбројуваат онлайн медиумите или интернет порталите меѓу медиумите. Значи, рамо до рамо со и си има таму одредени ставки што треба да бидат за да може да бидат дел од регистарот. И сега тоа е оној регистар за онлайн медиуми, разни реакции имаше кога се правеше законот, прилично имаше и транспарентна дебата, би можела да речем, и на медиумите и воопшто на експертско ниво на темава. Реагираа одредени медиуми кои беа засегнати во рамки на интернет порталите и така натаму. Една од клучните реакции за тоа дали ќе имаат ист пристап до парите кои се предвидени во рамки на кампања и така натаму, што се оние кои се во регистарот, што се оние што не се и така натаму, колку ред ќе ни донесе законот за медиуми? Па овие измени потекнаа од Сдруженијата на онлайн медиумите и беше направена една неправда да новинарите, медиумските работници вработени во сериозните онлайн медиуми не беа препознаени како медиумски работници само заради тоа што не беа споменати во законот. И оваа борба тие ја водат повеќе од 15 години и сметавме дека треба брзо да се реши ова прашање, но никако не на сметка на ниту еден друг медиум, на ниту еден медиумски работник надвор од онлайн медиумите. И затоа дебатата беше прилично сеопфатна. Се тргна од неколку екстремни ситуации, дали треба да се бара голем број на вработени, помал број воопшто да не се бара број на вработени, како ќе се утврди квалитетот, професионалноста за одреден медиум да се смета за професионален или непрофесионален. И јас кажав тогаш, кажувам сега и така ќе биде и до крајот на мојот мандат, никогаш нема да правиме промени во медиумите за да ја влошиме состојбата. Секогаш тоа ќе биде, макар со еден чекор да биде подобро. Ако сватиме во ситуацијата дека не може да направиме нешто да биде подобро, ништо нема да правиме. Мислам дека професионалноста на медиумите во Македонија е дојдена на тоа ниво да мешањето од страна на владата и на државата, собранието, треба да биде во насока на или мало подобрување или да не ја влошиме ситуацијата, затоа што сметам дека медиумите се стигнати до определено сериозно ниво на развој, на професионалност, на независност, на компетентност и тоа можеме само да го подобруваме и треба да го подобруваме, а не да го влошуваме. Од тука ги препознавме онлайн медиумите со измените на законот за медиуми и дозволивме да ако има медиумот најмалку двајца вработени во тој медиум и свој импресум, македонски домен, и тоа е јавно транспарентно објавено, да може да се впише во регистарот на онлайн медиуми. Направивме еден исклучок за малите специализираните, односно локалните онлайн медиуми, иако локален онлайн медиум е специфичен израз кој може да му забрани на некој онлайн медиум од некој град од Македонија да пишува за состојбите во Украина или состојбите на Блискиот Исток. Но тие медиуми кои што се мали специализирани може да имаат еден вработен и едно ангажирано лице и тогаш ги нарекуваме дека тие се медиуми со специализиран опфат или мали медиуми. И вториот исклучок го направивме за телевизиите, сметајќи дека телевизиите секако имаат, односно радиодифузерите секако имаат веќе своја редакција, огромен број на вработени лица, ангажирани и така натаму и секако имаат веќе веб портали, затоа што на тие портали тие исто така објавуваат информативна содржина. И ќе беше многу неумесно, мојата гледна точка беше таква да новинар кој што го имат ангажирано во телевизијата да подготви определен прилог и истиот го пласира и на веб порталот, да речете дека тој не е вработен во веб порталот или тоа да бидат две различни фирми или две различни правни лица, Јасно. Немаше логика. Насила ќе се тера радиодифузерите да прават некои сиви работи или да одат во сива зона, да отвори телевизијата своја невладина организација за таа да регистрира Именно портал. тука е Што не беше целта? Што не беше целта на нашиот потфат? И третиот елемент и на невладините организации, здруженија на граѓани кои што се занимаваат со објавување на содржини, исто така им дозволивме да се регистрираат.
Дали ќе постигнеме целосна професионалност, ми е дилема. Тоа ми е прашањето, тука малку само ќе ве прекинам. Дали тоа значи дека повеќе нема да можат под капата на ние сме невладина организација да ги избегнат сите давачки, а истовремено да креираат јавно мислење, имајќи подкасти, не знам, информативни политички портали и слично, и дали овој закон значи дека човек медиум веќе нема да може да добива пари од предизборен период во рамки на кампања. Важни дилеми. Ајде првата. Со ова, оние кои што ќе се регистрираат ќе бидат подведени како медиум и ќе ги имаат истите права и обврски како и сите други медиуми, освен делот со плаќањето кој што го имаат исклучиво телевизиите. Што значи дека тие не плаќаат за лиценца, освен за да го извадат, да извадат веб страницата. Така што тој елемент ќе стои, сега веќе ги препознаваме како медиум и ги имаат сите права и обврски, нема да може да се занимаваат со клеветништво, навреди и така натаму, ќе подведеме под тој закон. Иако морам да кажам дека судовите и до сега ги препознаваа, но од случај до случај. Тоа беше судска практика која што сега ја вообличуваме во закон. Околу плаќањето на овие човек медиуми или човек портали кои никнуваат пред избори, мислам, за време на избори, тоа е регулирано со изборниот законник. И за жал се уште е ситуацијата каква што е во изборниот законник. Се надевам дека измените на овој закон ќе ги поттикнат носителите на одлуки и во владата, но и сите политички партии кои што треба да се сложат, дека изборниот законник ќе треба да го препознае законот за медиуми како валиден кој што уредува материјата за регистрирањето на онлайн медиумите, но тоа не е направено и доколку нема промени наредните неколку месеци во изборниот законник, на овие избори ќе одиме со старите правила. И сега тука може да ви речат оние кои малку повеќе разбираат и кои се понавлизени у проблематиката дека ви одговара како власт да не ги направите, да не се заложите за тие измени во изборниот законник, бидејќи нели така ќе можат и вашите условно речено портали, човек медиум да се офајдат во тој период. Мислам дека е штетна тој наратив, се појавуваат такви лажни портали. Изминатите периоди, мислам дека се намали бројката последните избори. Да, факто но е мислам намален. дека тоа е малку и свеста и кај граѓаните, и кај политичките партии, и кај чинителите. И мислам дека со текот на времето ќе успееме да излеземе од таа непријатна, неприроден наратив и овие средства се распределат помеѓу вистинските портали, онлайн медиуми, телевизии па и понатаму кои се одговорни во изборните кампањи, затоа што на крај се бројат гласовите. А вие до граѓанинот ќе стасате само преку вистинските портали кои што луѓето на вистина ги читаат, а не преку вакви лажни измислени портали кои што можеби ќе пласираат лажни вести 20, 30, 40 дена против некој човек и потоа ќе се затворат. Видовме дека ефектот на минатите избори не беше преголем од ваквите лажни вести и дезинформации, така што се надевам на едно професионализирање, на поголема етичност и од страна на политичарите, а овој закон ја нуди платформата за тоа во понатамошен период. Да, беше повеќе од потребен и факт е дека работите тргнуваат, да се менуваат и треба и да си го смениме и свеста и мајндсетот пред се како професионалци, ако сакаме да бидеме професионалци. Ајде малку да дискутираме сега за законот за сајбер безбедност. Ова звучи како нуклеарна физика за одреден дел од публиката која што не гледа, бидејќи звучи како пиарска алатка за супер промоција на Министерството за дигитална трансформација, меѓутоа има многу суштинска важна структура општествена што треба да се регулира. Имено граѓаните не се сигурни, не знаат каде се ги оставаат своите податоци, плаќаат онлайн на небезбедни платформи и така натаму, што на терен ќе значи законот за сајбер безбедност. Освен оно што го гледавме и слушавме со бомбите, нели хибридните закани и така натаму, лажни дојави и слично. Јас сум свесен дека ова прашање потекнува повеќе прашалници, дилеми кај граѓаните отколку одговори, но веќе се обидам да го одговорам. За кражба, дома ако ви влезе некој ви украде нешто, пропишано е кривично дело. И институциите имаат како да постапат во таков случај. За да речеме поплава во институција, точно има обврска институцијата како треба да се однесува. Треба да го осигура имотот претходно до безбеден начин како се спречува таа поплава или како се намалуваат последиците, истото и за пожар во институциите. За напади на вашата дигитална инфраструктура, која што сите институции имаме, и банки ја имаат, и енергетски компании и така натаму, до сега немаше закон. Што значи ако ви се случи некој упад и како што се случи во ПИОМ или во на пример, и некој ви ги заклучи податоците и вие никој нема пристап до податоците на граѓаните од ПИОМ или од не може да се исплати плата беше за фондот за здравство. За здравство, да. Добро се сеќавам.
Никој не одговара. И не може да одговара затоа што ниту една регулатива не е ни приближно до одговорноста на носителот на институцијата што требал да направи. И зошто не направил? Свесно се оставал тој простор така, министре? Да. Годините на нас? Според мене да. Зошто? Затоа што првата низ директива, така се нарекува, безбедност на информационите системи во Европската унија, донесена 2013 или 2014 година. Што значи се можело потоа, ја донеле 14-та, 16-та, 17-та година, да се донесе прв таков закон. Не само што немаме таков закон, туку од 2022 година ние немаме ни важечка стратегија за справување со сајбер безбедност, се до декември 24 кога ја донесовме националната стратегија за сајбер безбедност. Овој закон во наједноставна форма спакувано ќе го реши прво ова прашање. Кој е одговорен и како, доколку се случи напад, како да се справите со истиот. Истовремено дава можности, правила, насоки како институциите да се подготват да не им се случи таков напад. Каква технологија треба да користат, не треба да користат, имаат ли антивирусна заштита, дали им се обновени лиценците, која има обврската за тоа. И третиот елемент, за прв пат препознаваме сајбер професионалци во рамки на институциите и донесовме одлука да тоа не биде една агенција задолжена за сите, затоа што тоа и не е принципот на Европската унија. Сега вели сајбер безбедност по дизајн и секој за себе е одговорен. Што значи дека во секоја институција ќе утврдиме број на вработени кои што треба да бидат ангажирани како сајбер професионалци во институциите за еден поголем надомест од редовно вработените. Ке имаме ли пари да ги платиме? Верувајте ми, да, ќе имаме поголем проблем да ги најдеме луѓето. Отколку да ги платиме, затоа што не станува збор за огромна бројка. Во институција од 100 вработени, тоа треба да бидат отприлика околу 20 луѓе. Не станува збор за преголема бројка на луѓе, но ќе биде тешко да се произведат, да се најдат. Тоа е четвртиот, петтиот елемент кој земаме како обврска и почнуваме со обуки за сајбер безбедност во јавната администрација и овие луѓе ќе ги задржиме да работат на работните места подолго. Ако помината ваква обука од трајање 6 месеци, една година ќе бидат одлични, многу квалитетни обуките, тогаш ќе имате обврска да останете неколку години во јавната администрација, да не предизвикувате отказ, за да ги задржиме овие луѓе, за тие да обучат следна генерација на луѓе, за да го прошириме просторот. Ова е нешто со што се соочуваат сите земји од Европската унија и пошироко, не е нешто ново, но ние за прв пат влегуваме во играта на ниво кое што го имаат европските држави и тие сега го менуваат законодавството од НИС во НИС 2. Нашиот закон ќе биде целосно усогласен со НИС 2 директивата, но не очекувам примена првиот ден. Да, очекувам подготовка и сериозна работа наредните 3 години да целосно се согласиме до 2028 Значи тоа е рамката од прилика 3 години кога би можеле да очекуваме дека имаме професионалци, дека се супер институциите обучени како би требало да се справат и да реагираат и така натаму и така натаму. Еве ќе ми дозволите, дел од институциите се веќе на тоа ниво. Или на 80% од тоа ниво. Например, Народната банка заедно со банкарскиот сектор. Добри правила, кои што Народната банка ги развила изминатиот период, одат чекор и подалеку од некои од правилата кои што ги бара низ 2 директивата или нашата методологија за справување со сајбер безбедност. Но многу институции се многу назад. И тоа не е секогаш во ресурси, во средства, повеќе е во политичка одлука на раководството на таа институција дека ова е важно, дека ова не треба да се пренебрегне. И вториот дел е човечкиот капитал, во смисла некој треба да им помогне, да им каже дека имаат проблем со одредена ситуација и треба да ја разрешуваат. Тука стоиме на располагање како министерство, затоа што клучен елемент на новиот закон е создавањето на Центар за справување со сајбер инциденти, така наречен ЦИРТ, задолжен за владините институции. Добро, тоа ќе ве прашам, дали тоа ќе ги штити и од странски напади? Ова ќе биде сектор во рамки на министерството, кој што ќе ја мониторира состојбата, ќе оди на превенција, ќе реагира кога има превенција, во смисла што треба да се поправи, која методологија треба да се земе, како да се помогне при определена набавка на опрема за сајбер безбедност. Во втората фаза формираме и така наречен Security Operation Center или Центар за безбедносни сајбер операции, кој што се надам дека ќе успееме да го формираме заедно со Министерство за одбрана и МВР, кој што ќе значи и реагирање. Во момент на слабост, на недостаток, на крах, на напад или на закана, ќе имаме центар кој што ќе излезе на терен и ќе може да реагира. Ова излегување на терен, може би буквално луѓето го сватат, но тоа е навистина одење во сервер сали, реагирање, проверка на состојбите. И сето ова е убаво напишано, но ќе ни биде потребен клучниот елемент инвестиции во дигитална инфраструктура. Примерот често го кажува, ние во моментот браниме
стотици институции, стотици сервери, стотици замени на тие сервери, ние сега ќе мораме да формираме еден примарен центар на податоци, примарен дата центар во Скопје. Секундарниот е веќе изграден во Прилеп. Кажувам често, ќе повторам и тука, само 3 институции во моментот го користиме. Мора да се зголеми бројот на институции кои што прибираат својата заштитна опрема во центарот за податоци во Прилеп. И третиот елемент, централизација на облак услугите. Сега не секој можеби ќе го разбере, но сакам да имаме и заштитен механизам кој што ќе биде на сервери сместени надвор и кој што ќе биде хибриден модел. Ќе се штитиме на 3 различни начини и мислам дека на тој начин ќе имаме една супер солидна основа за можно е тоа во 3 години се тоа што го зборите и како време и како пари и како човечки. Секако дека може. Инвестициите во дигиталната инфраструктура се враќаат неколкократно. Јас често кажувам, нема да ми се налути министерот за транспорт, 10 километри автопат чинат колку еден дата центар. 10 километри автопат можеби нема да ве однесат никаде или нема поврзат 2 сериозни градови, треба многу повеќе инвестиции во патната инфраструктура, жалосно што до сега не се инвестирало повеќе, но ние за тие средства ќе изградиме дата центар во Скопје. Но има средства за двете, ако паметно се распределат, никогаш не сме конкуренција министрите за вакви капитални проекти. Овие дата центарот, владината оптичка мрежа, облак услугите се дели од нашата реформска агенда, ќе добиеме средства и од Европската унија за ова, така што мислам дека во 3 години ќе имаме сериозен напредок. Мислам во 5 години дека ќе имаме целосна реализација на ова што го зборувам. Како индиректен ефект од се тоа е богами и ангажманот на помладите кои се многу писмени во оваа смисла и ќе можат да и се најдат во служба на државата. Имаме време само за уште едно прашање кое што ги стрпивме, мислам дека темите кои го засегаат вашиот ресор, ова повторно е дневно политичко, меѓутоа стои како неодговорено, односно вие имате свој став од како тоа се случи, но ајде уште еднаш чисто да го рефрешираме и да го заокружиме ова вечерашно интервју. Имено во февруари антикорупцијската комисија оформи предмет за вас, односно по информациите дека вашиот татко стана советник на премиерот, вашиот брат е назначен за началник на најголемиот скопски сектор во тајната служба Агенцијата за национална безбедност. Како што реков, вие одговоривте своевремено, меѓутоа како очекувате дека ќе се процесуира еве од антикорупцијска и потаму во другите институции овој случај врзан со вас? 4 случаи има. Односно има и други, да. Има и други за кои додека зборувавме текна не ми составени во сценарио, признав. Ангажирани беа од опозицијата со моето име и презиме. Се надевам дека антикорупцијската комисија и во наредниот период ќе продолжи да си ја врши работата како што треба. Јас кажав дека стојам на располагање за антикорупцијска во моментот. За жал да. Се надам дека до крај ќе успеат да ја вршат својата работа. Стоев на располагање да одговорам на било кои прашања, податоци кои што им беа потребни документи. За мал дел се обратија, доставив тоа што е потребно и се надам дека дел од случаите брзо ќе бидат затворени затоа што мене образот ми е најважен и затоа што после нашите функции се минливи. Ние сме менливи на позициите, ќе дојдат некои други подобри, се надевам од нас, но името и презимето кое што сум го градел моето семејство, ми значи најмногу од се и нема да дозволам некој тоа да го изволка. Затоа и за дел од поднесоците или изјавите на СДСМ поднесов пријава, односно поднесов тужба до надлежните судови. Една веќе имам од минатата година, која што е активен предмет против еден портал. Така што мислам дека одговорноста е двострана улица и треба да ја носат сите, а јас секако стојам на располагање да одговорам на било какви прашања, дилеми кои што институциите би ги имале, но сум убеден во моето законско постапување, етичко постапување и постапување согласно сите важечки правила и во делот на јавните набавки, и во делот на однесувањето во министерството, односот со вработените, односот со медиумите и така натаму, но и нема да дозволам некој да си поигра со мојот образ, мојата чест и углед. Токму во таа насока велите за мал дел од процесите ве побарале од антикорупцијска комисија да се произнесете, да доставите документи, ви се додворуваат, не сакаат темално до крај да истуркаат или
Или нема што да... Искрено не знам која е причината, не сум навлегол многу детално во нивната работа и постапување, затоа што сметам дека мешањето на, односно, моje прашување за определени работи ќе се смета можеби како мешање или некој вид на притисок, но се надевам дека ќе смогнат сили, барем за првите предмети кои што знам дека беа отворени уште октомври, ноември минатата година, прво за мојот имот, потоа за моето семејство, дека барем тие први предмети од минатата година ќе успеат после 7-8 месеци да ги затворат на начин на кој што тие сметаат дека треба да ги И да го оправдаме насловот со само еден збор. Може ли да кажете рамка временска кога Македонија целосно ќе се дигитализира? Ајде да си ставиме таргет дека до изборите 2028 година парламентарни ние ќе имаме 80% дигитализација. Мислам дека е доволно. Ќе ве држиме апсолутно за збор и сте сервис на граѓаните и ќе треба да така е, ќе треба да реферирате до каде сте, што направивте, зошто не останатото или дај Боже се да реализирате. Ви благодарам министерот за дигитална трансформација Стефан Антоновски вечера го зајли против. Благодарам многу на можноста и се радувам на наша следна средба. Почитувани, се надевам дека уживавте, имаше терминологија која што можеби не е нејасна на мнозинството, меѓутоа доволно го спуштивме, би рекла, речникот или нивото за да можеме да ја доближиме материјата и да знаеме во кој правец се развиваме во 21. век, кога ова е една од најголемите предизвици, дигитализацијата на светот, кој е едно глобално село. Ви благодарам што не следевте.